Добар ден, почитувана публика, и добро дојдовте во 47-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во копродукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добар вечер. Добар вечер. Еве, ова е, се надеваме, последното продолжение од анализата на 24 отворено по повод предлог законот за поништување на лустрацијата. Денеска ќе погледнеме уште некаде 3 клипови. Еден е од Милчин, 2 се од Димовски и би можеле тука да ја заокружиме барем оваа емисија. Кој што веќе најавив, ќе разгледаме емисијата дуелот помеѓу Аџиев и Дамјановски. И потоа ќе треба да има уште една емисија која што ќе биде како една сеопфатна дискусија во однос на тоа што е лустрацијата, која е потребата од лустрацијата, кои се сите тие правни рамки, некои дефиниции, политички судења и така натаму. Тоа се ќе биде разгледано во следните 2 емисии, така некако би рекол. Би дошло. Значи, додиме сега со Милчин, кој што вели дека законот бил за определување на услов за вршење на јавна функција, а кога тој бил лустриран, тогаш веќе бил во пензија како професор на Драмскиот факултет. Како се викаше официјално законот за спречување за носители, што беше како тоа на јавни функции? Повелете, каже. Така беше? Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција. Јас сум лустриран 2012 година. 2012 година Владимир Милчин има 65 години и е пензиониран професор по актерска игра на Факултетот за драмски уметности. Така. Пензионер професор е јавна функција. Па господинот Билевски Тоа исто именно. Тоа укажува всушност дека се работи за намера. За намера за дискредитација. И на тоа стојам и мислам дека тоа е многу тешко да се спори. Јас. Значи, во 2012 Милчин бил пензиониран од Факултетот за драмски уметности. Јас, како што веќе спомнавме во едно од минатите продолженија, за мене тоа не е спорно тој што бил пензиониран, бидејќи тој бил соработник и како таков тој треба да биде лустриран, да се знае, па дури може и за некој да му спори за пензијата. Тоа е моје некако си лично гледиште. Па, ако одиме по правденото на Бога, сите тие кои стекнале имотна корист од нивната соработничка или наредбодавателска функција или од корисниците на информации, би требало од собствени средства да платат дел од обештетувањата на жртвите. Да. Бидејќи не е убаво тие повторно да останат неказнети и во оној дел кој најмногу ќе ги боли, материјалниот, а повторно граѓаните на Македонија да издвојуваат пари преку буџетот, преку своите давачки во буџетот, за да се обештетат жртвите на овие луѓе. Значи, се санираат нивните гревови. Да. Меѓутоа, нешто побитно за мене е тука. Значи, тој 2012 година бил пензиониран од Драмскиот факултет. Меѓутоа, според сајтот на Фондацијата Отворено општество Македонија, тој се уште бил активен председател на фондацијата, директор на фондацијата до 2015 година. Сега, тој сектор, така наречениот невладин или така наречен граѓански сектор, во законот за лустрација, па дури и во мислењето на Венецијанската комисија останува како некоја зона на самракот. Никој некако не може да се согласи во однос на тоа дали е тоа официјална позиција, дали е тоа полуофицијална позиција, дали тие институции треба да бидат подложни на законот за лустрација. Јас имам многу јасно дефинирано мислење мое за тие организации.
Треба да погледнеме што направиле тие од 91 година, од 92 кога е формирана првата невладина организација, тоа е форумот за Фондацијата Отворено општество која водеше Милчина, во собствена Сорос, и да видиме колку таа допринела за демократизирање на Македонија. Да видиме нејната дејност. Да. Таа располагала со за македонски прилики енормно голем буџет. Да. Па сега, еве, ако отидеме на нивниот сајт, можеме да видиме настани барем еднаш месечно, во декември имаме 1, 2, 3, 4, 3 настани во, значи тоа се панели, форуми, пресконференции и така Еден натаму. куп книги кои се во полза на левичарската идеологија и на негирањето на илустрацијата се издадени од Владимир Милчин. Значи ги имаме овие две книги тука, Македонската илустрација 99-2012 година, настави, изјави, наслови. Потоа имаме човековите права во процесот на илустрација, иако ова е издадено формално е финансирано од кралството Холандија, авторот на книгата е приврзаник на ова група и таа циркулира во друштвото. Да. Колку за таа првата книга, колку има исплатено хонорари? Мислам зборувам онака. Да. Значи колку луѓе тоа има под контрола. Колку новинари поминаа низ нивните школи за новинарство. Да, еве на екранот имам проект Blueprint група, правните последици од процесот на илустрација се уште наоѓаат во сила. Ги имаме извештаите на Human Rights Watch, на Amnesty International, на Хелсиншки, сите што се тоа се сите организации кои што се повторно под звоното на Фондацијата Отворено општество на Милчин, кои испраќаат извештаи во светот за тоа што се случува во Македонија, во однос на човековите права, во однос на правниот систем, владењето на правото, законодавството и така натаму. Значи, од тука на натаму, тие извештаи владите ги користат владите на странски држави и спрема тоа определуваат однос кон Македонија. Точно. Еве, например, за ова имаме зборувано во нашиот процес на барање на азил. Речиси сите документи со кои што се располагаше во однос на Македонија беа од тие организации, од Human Rights Watch и од Amnesty International. Имаше некои извештаи на FBI и на CIA кои што беа онака површни. Меѓутоа во однос на тоа и сега што стоеше во тие извештаи? Дека им се кршат правата на ромите, на србите, на албанците, дека едноставно во Македонија има етнички натрпенија, вакви онакви. Човек ќе добие представа дека во Македонија роварат тајни организации како ВМРО, кои што шетаат по ноќта и вршат јадат живи луѓе. Јадат живи луѓе од малцинство и вакви нахали. Немаше еден извештај, еден збор. Иако јас тоа веќе беше 2000 година, досијата беа отворени. Да, но првиот судски процес го имавме 2002, 2003. 2003. 2004, да, 2003. 2003. Значи, отворањето на досијата беше 99-2000 година. Ниеден извештај немаше дека имало прогон од идеолошки и политички причини. Да. Сега, но во Македонија што имаме? Во Македонија во 90-те години имаме финансирање на весници, наводно независни весници, на образование на новинари, на цела генерација новинари произлезе од училиштето на Милчин и Геровски. Потоа имаме еден куп универзитетски професори кои што се повторно во лупата на отворено општество. Разни што пишувале разни студии, разни понарачка материјали, земале хонорари, тоа е еден подкуп. Да. И сега тука е она што го еве уште една сериозна работа, извештајот на Прибе,
што стои во извештајот на ПРИБЕ, вели дека групата која што го подготвила извештајот, исто така се сретна и со представници на релевантните меѓународни организации, невладини организации, здруженија на правници и новинари. Овие последните три се сите под шапката на Сорос, на Милчин. Да. Значи, овие така наречени невладини имаат еден инцестуален однос со државата. Тука зборуваме за професори на факултети, за луѓе кои што се повремено во политиката, дали како советници, дали како пратеници, дали како министри, дали како стручни лица. Значи, зборуваме за луѓе кои што нон-стоп се шетаат од едната до другата, понекогаш имаат позиции и во државата и во тоа како се вика државната јавна администрација и држат позиции или хонорарни некакви си позиции кај Милчин. Значи, тој цел сектор невладин, Да. наводно невладин, наводно граѓански, тој цел сектор игра една квази држава. И тука е најголемиот проблем. Тие го испраќаат сигналот каква е ситуацијата во Македонија. Тие се тие што лажат дека во Македонија нема прогон, дека се е демократија, дека корупцијата е некој си таму поединечен, не. Корупцијата е службата, СДБ е изворот на корупцијата, на криминалот, на се. И сега, значи, според тоа, кога Милчин бил лустриран во 2012 година како пензионер Да. од Факултетот за драмски уметности, тој манипулира и лаже дека имал многу позначајна функција и дека не бил лустриран само ради тоа што лошо се чешлал или Да. на Грујо не му се допаѓало нешто околу него. Милчин од 90-та година, значи од 82-та година кога станува председател на општинскиот комитет на Центар, на Сојузот на комунисти на општина Центар. Да. Јас мислам дека нема поважна општина во цела Македонија. Тука е целото езгро на целата држава. Значи, од 82 кога тој станува председател на општинскиот комитет на Сојузот на комунисти за општина Центар, па 90-те години кога беше член на председателството на Сојузот на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, тогаш тој имаше две големи функции. Оваа во драмскиот театар е најситна. И сега тој наоѓа за сходно да вика дека тој бил таргетиран за тоа што немало основа за За него има основа за дебела затворска казна. Да, апсолутно. Ако установиме дека сето она што го работела службата за државна безбедност била злочин, тој е еден од најголемите поддржувачи на тој злочин. Точно така. Неговата иницијатива само што ја поднесе на Уставниот суд за ја зборевме во минатите емисии, но пак да ја спомнам иницијативата за поништување на лустрација, во која наведува дека прислушкувањето, ако било за потребите на владите, не треба да се гони, дека тоа треба да се прифати како нормална работа и тие луѓе кои издавале наредби за такво прислушкување се невинни. Но добро, не ми е јасно како можат овие луѓе да се толку самобендисани за да бидат толку кратковиди, да не видат дека на тој начин тие си го оправдуваат нивниот прогон кој што викаат дека бил политички прогон. Да. Па ти ако викаш дека владата има право да гони бидејќи гледа своја потреба, ти го одобруваш правото на секој да гони за што сака. Ама види зошто Владе Милчин никош не бил прогонуван. Тука е проблемот. Да. Тој никош не бил прогонуван. Сега се чувствува уштипан малце од 2012 од како беше илустриран. Не е прогонуван, се чувствува дека му е повредена суетата. Инаку прогонувани биле тој како беше
Смо ги заборали имињата тие што ги снема, што беа меѓу водачите на 68 и тие не бација рака и ги ицеде по мрачината. Мислам дека го заокруживме. Да, тука. Во ред. Значи сега одиме со два цитати од ВМРО-вецот такозвани Димовски и веќе полека доаѓаме кон крајот на оваа анализа. Значи сега тука Димовски едноставно ќе го изнесе својот став односно тоа што мисли дека треба да биде лустрацијата, како таа треба да изгледа. И на крај ќе биде демантиран во неговото првично излагање. Тој рече дека ставот кој што ќе го застапува тој ќе биде спротивен на ставовите што ќе ги застапуваат другите гости во емисијата. Меѓутоа тука ќе чуете и самите како Милчин доскокнува да му каже дека се согласува со него. Ајде да одиме. Во спроведување на лустрацијата да се согласим. Дали имало дефект во законот, дали е целосен? Јас тоа го зборувам и денеска, и пред 5 дена, и пред 1 година. Колумни сум пишувал дека не е доволно. Се согласувам. Но јас нема да прифатам ни седен ваква фарса закон да поништиме процес за лустрација. Можам да прифатам да седнеме, новиот парламент да седне, но со широка дебата, со партии, со представници и на луѓе како вас, но и на луѓе кои што се чувствуваат жртви од претходно. Да напишеме закон со кој што ќе ги расчистиме работите. За мене најблиску би било тоа, што го кажав неколку пати. Без никакви правни последици. Мене не ми треба за моите предци или за мене некој да сноси правни последици. Морална сатисфакција е само да се објави списокот на соработниците на службите. Тоа треба да се направи. Јас се согласувам со вас веднаш. Веднаш можеме да подпишеме тоа. Значи можеме да се согласиме. И за тоа не ни треба расправа. Ги гледаме работите за тоа не ни треба расправа. И па колку брзо се согласија виновниците да си ја симнат вината од грб. На Димовски вели дека тој за неговите дедовци и татковци не му требало ништо. За него? Да. И па не му треба ништо затоа што и тој се спогодил со службата. Да, затоа што тој денеска зарем ќе беше ушвирцан во плаво дело на телевизија како пратеник. Со години веќе. Со години пратеник. На колку години станал пратеник? На 27-8 години станал пратеник. И сега нормално дека тој нема проблеми. Има да работа. Го најдов тој дел од една дискусија меѓу мене и него пред да ме блокира на Facebook, баш за лустрација. Да. И јас тогаш тој беше, мислам дека беше дел од комисијата на партијата ВМРО ДПМН, која го изготвуваше предлог законот за лустрација, предочив дека не чини ваквото решение. Дека треба едноставно, не треба да се измислува топла вода кога веќе е измислена. А тоа е резолуцијата 1096 за спроведување на лустрација. Едноставно требаше ВМРО ДПМН, како партија која има мнозинство у парламентот, да донесе само измена на кривичниот закон со членот 7 од резолуцијата 1096, која на легален и легитимен начин ја поништува заседувањето на делата. Не сакаше да тогаш ме блокира Димовски. Затоа што ако се чувствувал тој и ако бил жртва вистинска, тој ќе инсистираше да има судење. Може би тој не настрадал, го прогонувал, ама немал никакви последици од прогонот. Но има еден куп луѓе. Блажо Стојановски, он е неговиот партнер во синдикатот, Лефтеров, Валенса, почина човекот. Тој не е жртва за
Димовски, ниту за ова Ванчевска, ниту за Милчин. Сега интересно е што прогонот на деструктивец и Валенса се случува токму во периодот на студентските протести. Токму во периодот 95-96 Тој- и потоа продолжуваат студентските Да. протести. Мислам, тоа е една Да. Значи токму тоа е дел од таа иста цела една обработка. Да. Во досието на деструктивец стои дека тој е проблематичен затоа што кокетира со ВМРО ДПМНЕ. Тоа е една од основните причини зашто тој е на радарот на службата. и дека тој како беше сака се бори за власт. Мислам, Така беше, да. сака пак Да, чека, дека бара сака да дојде власт. чека па во држава која е демократска. Кој смее да му забрани некој да се кандидира, да влезе во изборна трка? Нивното залагање на Блажо Стојановски и на Левтеров беше преку демонстрации, протести да се предизвикат превремени избори. Тие не заговара ниту рушење на власта без избори. Значи, луѓето беа се бореа за власт по исклучиво демократски принципи. Да. Нивните досие, јас имам делови од нивните досие. Тоа е срамота. Да тие луѓе да не се сметат за жртви. Да тие кои ги прогонувале да не сносат одговорност. На тие луѓе да не им се надокнади она изгубеното. Да, па тука е она на неколку пати го напоменавме ова, тривиализацијата на Димовски на она што се случувало после 91 година. Да. Тој спомнува дека се нашли некои си белешки, едно друго, го споменува досието Темел, ја споменува обработката на партијата ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа што тука наведува од тоа? А јас како 16 годишен сум бил заведуван таму, ме кодошеле, ме шпионирале, што сум идел во штабот. Тоа е најмалиот дел од тоа што се случувало во сето тоа. Тоа што некој 17 годишник бил запишан во некој тефтер, не дека е добра работа, меѓутоа тоа е една ситница во една многу посериозна работа што се случувала тогаш. Повторно, кодошењето, присушкувањето е само еден дел од она што се работи, а она што се работи е завера. Да, па завера беше судирот во ВМРО ДПМНЕ, она судир помеѓу македонисти и бугарофили. Да. Раскол. Тоа и сега како се случи расколот кулминираше, тоа беше кулминација на студентските протести. Да. Па веќе пред тоа влегоа овие студентски протести влегоа како бубунија на млади сили Да. и веќе се доби една структура која е подготвена, која може да ја службата да ја катализира и каде да ги прави проблемите. И тие се придружија на Диневски во прогонувањето на бугараши во партијата, на Ксио, не само на Диневски. Веќе Ксио беше задрушен да ги пронаоѓа бугарашите во партијата. Значи испостава на службата внатре во партијата. Да, внатре во партијата. И беше објавен тој текст "Чакам те да дојдеш", автор на текстот, писател на текстот беше Диневски. Го објавија во тој Завет, вестник на Унија на млади сили. И тука настана расколот. Борбата се собра петиција за промена на Доста Димовска. Малце ќе го споменам и тоа е интересно. Интересно е од една друга позиција. Раскол заврши кој што заврши, Глипчо ги промени сите, го распушти Централниот комитет, но постоја кога дојде ВМРО на власт, доста сите нејни противници им додели високи функции во партијата. Нели таа беше кадровик. И беше многу интересно. Сега, доста беше многу, барем убаво ја знам, јас почувствувам својата кожа. Таа не трпеше човек кој ќе се спротистави во било што. Дојдовме во судир по две основи.
за глас и за начинот на кандидирање на пратеници 94 година, како да се кандидират, да се изберат пратеници во јас За номинација на за номинација кандидати се на пратеници. Јас предлагам дека тоа не треба да го прави врвот на партијата, туку да се номинираат сами луѓе во општинскиот комитет. По изборни единици, кој сака да се номинира, нека се номинира, ќе има избори внатре во. Ема доста, како тоа ти така, па така тоа е демократски. Ама доста беше свесно дека нема да биде изберен. Дека нема да помине, да го помине филтерот во општински организации, во нејната таму кај што беше, и нема да биде на кандидатска листа за пратеник. И тоа беше целата вториот судир. И од тогаш јас доста ги прекинавме односите. Првото беше околу глас, второто е тоа, и од тогаш беше Знам сега, што се случи, да, што се случи, значи ти веќе напомена, што се случи со тие кои што беа многу посериозни противници на доста, одошто ти си предложил нешто, Да. а овие беа подпишуваа петиции за незино изгубување. прогласи за Бугарашка. Прогласи за Бугарашка, да. Ето е, ти, значи, една 50 и кусур души ја подпиша петицијата. Не е тоа едни... Така какви позиции завршија тие кога ВМРО дојде на Плюс, власт? стана директори, пратеници, потоа амбасадори, Амбасадори, да. конзули, директори, се, никој не остана без функција. И сега, што ќе разговараме понатака. И сега, после сите тие перипетии, сето тоа Диневски некаде кога го отворивме форумот Котлет 2008-2009 година, после тоа година-две даде една изјава во една емисија дека доста била соработник на Белград, на СДВ, на УДБА. Сега, бидејќи веќе нашто ние го исповјавивме и други луѓе околу доста, и Љупчо, изјавата на Љупчо дека доста се обидела да го ликвидира и дека сокривала 2000 година, 99 и 2000 година од него податоци за од безбедносен карактер за движењето на паравојните формации на албанците, го натера Диневски да мора да ја промени приказната дека више доста не е Бугарашка, сега е човек на УДБА. А како може да биде Бугарашка кога беше асистент по марксизам? Да одиме понатака. Малку се извинам што малку јас така правам некои оддалечување од битното, но мислам дека се добри да ги подсетам младиве да побараат повеќе информации за овие настани. Да, па за младите, на младите им останува светот. За жал, младите воопшто не ги познаваат овие работи. Многумина млади што имам налетано на нив по интернетот, Диневски го сметаат за голем патриот. Да. Тој с неговата активност продолжува и ден денеска. Тој се уште собира млади луѓе околу него, се уште прави значи по Скопје, по градовите, се уште си го работи оно што го работил, прибира млади луѓе, врбува, пренасочува, ги манипулира, и затоа е многу битно да ги изложиме сите овие работи. А сето ова е и во контекст на изјавата на Димовски во однос на тоа што бара тој како лустрација. Тој не сака лустрација, затоа што тој е дел од оваа врхушка, од овој систем, од овие луѓе кои што 96, 97, 98 навлегува во ВМРО, Да. ја презедува партијата и сега тие ушвирцани во плави одела одат се сликаат по светски форуми, по не знам што и глумат патриоти. А никаде за овие колку години веќе ВМРО ДПМН има пратеници во парламентот кои учествуваат на разни форуми на Македонија, на разни секаде се. Ниедна информација нема произлезено од нив дека во Македонија се кршени правата на
членови симпатизери на ВМРО-ДПМН. И затоа постојат непобитни докази во досијата кои се отворени 99-2000 година. Да. И тоа говори многу кои се луѓето кои го водат ВМРО-ДПМН. Да. Сега, тука веќе влегуваме во последните 5 минути од емисијата 24 отворено и веќе тука малку на Чадиковски му бегаат од контрола неговите гости, така да сега во следниве неколку минути, не знам колку тоа ќе биде, отприлика имам забележена некоја минута и пол тука што треба да разгледаме, меѓутоа не знаеме колку ќе трае, зашто многу бомби паѓаат од време на време, така што ќе видиме тука има многу работи што ќе паднат. Да биде на законит Во секоја постапка пред собрание не се почитува Ај се тоа, ќе се принципот на согласувам, ќе бидам законитост и многу директен. правичност. Ние треба да видиме, посебно за вакви тешки теми, треба да знаеме какви вредности штитиме. Не можеме ние да штитиме вредност дека луѓе губеле животи, а на нивен грб некој правил кариери политички, обштествени или економски. Да. Зарем самиот Тимовски не припаѓа во тие луѓе. Па и тој... Тој со неговите 40 години има веќе 15 на години стаж како пратеник. Да не одиме на други луѓе, да не одиме да кажуваме дека тој кодошел некои негови врсници. Едноставно тој што се моча на страдањето на неговите дедовци, што вика дека биле во затвор по 5 години и по не знам колку време. Едноставно што тој вика, ама добро, тоа минало поминало, со самото тоа тој се е неговата соработка со овие служби. Не е само тука проблемот. Тој со тоа сака да мислам дека многу е подлабока идејата со тоа што се откажува од неговиот дедо и татко, мислам, така некако беше ли? Прадедо и дедо. Прадедо и дедо, така не. Со тоа тој глуми голем хуманист, така да затоа и не треба илустрација сега после 91 кога тој е прогонуван. Да. Е подобро да го видиме неговото досие. Зашто не го објави јавно неговото досие? Да видиме. Да видиме колку настрадал, па да видиме дали има тој некаква си тежина да биде тој што ќе пресуди дали ќе им прости на сите или нема да им прости на сите. Во име на сите. Не може никој од нас да проштева во име на сите. Да. Секој кој е прогонуван си е посебна приказна, посебна судбина. И не можем јас да говорам, знаеш што, сите треба да се амнестираат, нема потреба од никакви... да заборавиме на се не. Некои изгубиле многу. Изгубиле кариери, животи, бракови. Само луѓето кои јас ги знам, кои беа на вистина на почетокот на 90-те години, тврди залозници за самостојна Македонија. Им се уништија бракови, им се уништија бизниси. Остануваа без работа, без екзистенција. И сега ќе зборува во нивно име. Да. Некој? Сега, ти поаѓаш од таа поедна точка, што е сосема легитимна. Нацијата е колектив. Да. Со тоа што имаме исклучителни луѓе, способни луѓе, кои што им биле ускратени способноста да напредуваат во животот, да градат кариери, да прават предпријатија, да прават трудови научни едно друго. Со тоа целиот колектив настрадал. Да. И од тука многу е тешко и многу е непријатно сега ние да кажеме тики така да истресеме, ајде да им простиме. Последиците се премногу скапи, премногу долги, премногу тешки, премногу длабоки, кои што ќе траат премногу далеко во еднината, за да можеме така лесно да се откажеме и да кажеме ете ќе глумиме широкоградост. Интересно е досието на кумановецот Лазо Соколов. Кој е тој човек? Тој човек е први министр во владата на Ченто и потоа е заменик на Карделј. Во сојузната влада. Значи голема работа. Голема работа.
потоа оди на Голи оток. Се враќа од Голи оток, но затоа што бил ценет меѓу народот, како човек кој е чесен, стручен, му даваат да работи во некој институт, човекот има во Хрватска докторирано, ми се чини, во Хрватска му е докторатот. Но друго нешто е. Тој е тврд поборник на македонската идеја. И тој јасно во оние службени белешки што ги има од неговото досие, го покажува тоа во сите дискусии, за тоа е тој елиминиран. Не му е ускратено, но таков стручен човек во тоа време е штета што бил елиминиран од власта, да допринесува. Тоа е тоа што ти го... Да. Затоа го споменав него како такво лице. Да, ете, тој е бил комунист. Па бил дел од сега каков комунист, како бил комунист. Влегол во партијата многу доцна, мислам 40, да, но бил комунист. Тоа тука неспорно, но човекот бил способен. Да. Затоа јас и сега тука ти навлезе многу длабоко и многу точно во проблемот. Значи, зборуваме за прогон на било какви македонски појави. Сега. Димовски вели, кога зборуваме за вакви тешки теми, кога правиме закони, треба да знаеме какви вредности штитиме. Тоа е точно. Сега, да видиме какви вредности штитиме. Значи, ако викаме дека дејството на службата е специфично антимакедонско. Да. Што е македонството? Што е да си македонец? Еден од основните постулати на македонството е верата, христијанската вера, верата во христијанскиот Господ. Да. И во оние правила на однесување. Најлесно е да одиме со 10 заповести. Немој да лажеш, немој да крадеш, немој да веруваш во лажен идол, немој да кодошиш, немој да вршиш прелюба, немој да копнееш по нешто што не е твое. Значи, тоа се некои си универзални вредности, кои што дали сме атеисти, дали сме верници, можеме да ги прифатиме, да видиме дека тие се во било какви услови, докога се придржуваме до тие принципи, имаме чесен живот и просперитет за целото општество. Значи, според мене, многу е лесно лустрацијата да ја спроведеме според тие принципи, според тие вредности. А тие се и македонски вредности и европски вредности. Точно. Значи, ако кажеме универзалната вредност која што е прифатена е дека на човекот не можеш да му штетиш преку крадење на неговиот имот или преку коерзија, преку насилно одзимање, преку насилно попречување, преку приморување на човекот да постапува спротивно на овие принципи. Веќе сега, ако го уцениш некој со иднината на неговото семејство, нормално дека према тој сторител и тој мора да биде казнет, меѓутоа мора да го казниш и оној, многу повеќе да го казниш оној кој што го присилил на тоа. Значи, и двајцата се кривци. Јас не велам дека нема виновник тука. И двајцата се виновни, меѓутоа оној кој што ја игра улогата на ѓаволот, оној на искушителот, тој знае што работи. Многу пати овие кои што паднале во клапката на удба, не знаеле што се случува околу нив. Може би знаеле, не треба да кодоша, меѓутоа не знаеле што е. Овие што ги давале налозите, овие што работеле во службата, тие точно знаеле што се работи. И затоа ние мора да почнеме со тие вредности. А не со овие морални релативитети, ама такво беше времето, ама вакви беа законите, ама ова било, она било. Законите, се што не било склад со устав, одиме
и даваме шанса на оние кои велат дека во Југославија била демократска држава. Да. Се што било со устав, да не се прогонува. Значи, ако уставот на Југославија дозволувал се што го правила УДБА и СДБ, нема проблем, нема да ги гониме тие луѓе. Исто и за после 91 година. Се што тие правеле според уставот, нема проблем. И тука е проблемот. Тука е овие бранители на тоталитаризмот, тука се фаќаат секогаш во својата замка. И во Југославија ова било незаконно. Тие никогаш не споменуваат дека уставот е акт кој мора да се почитува, не да се толкува. Ова е Джилас нова класа, Да. на англиски имаме, ја немаме на македонски. Не знам дали има на македонски, на македонски, на не српски верувам. може би некаде има. Ја имаш На српско-хрватски сигурно има. Па татко ми имаше, се сеќавам како дете беше на таван, ставна книга. Ова е 51 година 51 издадена, кога јас сум роден. 52, чекај сега точно да видиме. Мислам тука кој 51 или 57 е ова американската. американска, 51 е Джилас, после тоа оди во... Да. Значи уште тогаш тој зборува за овие за Да. злоупотребите на службата, за службата како постанува држава на држава. Неговата сопруга во ова книга на Назаранковиќ е книгата. Тука некаде е. Не може да фатим. Добро. Таа уште 46-47 година. Вели на Джилас, ми е страф, вика, и мене, јас се плашам од службата. Жена на човек кој е еден од најблиските соработници на Тито. Да. Се вика слушаат, се прислушкуваат, сите не следат. Да продолжиме со Да. последниот овие рафали. И исто така не можеме да Се прифатиме согласувам со денес ова, некои Илија, да прават но кариери. Се согласувам. на Добро, нови се согласувам. Е, господин. пардон. Ајде да ги Ако отвориме. се Ние согласиме со се тоа, тогаш согласуваме. се На Согласувам. правдата Супер. ќе исправиме оној Ама момент неправдата не кога може на јасно сокрашење и на гласно закони и ќе принципот ги на рехабилитираме правичност, сите да го жртви на диктаторскиот режим на Никола Груевски кој што владееше 11 години. Добро, еве, ајде ги да ги рехабилитираме, нема проблем. А што правиме со тие пред Груевски? Немало АЦ, немало тогаш прогон? Па ти си го следел, дали беше Тортевски или 2001-2, таму не знам, во тие години, дали Тортевски или Геровски, тие 27 тие си го следел. Ти стои таму. Објава има за тоа. Мислам дека и на форумот ја имаме. И сега режимот на Груевски. Што беше она со присушен апарат, што и беше лепено, која година беше тоа, кај Љубиша беше Кај тоа? Љубиша, да. Па тоа беше после 96-та година, после избори 96-та година. Јас пишував тогаш во Фокус. Тоа го имам објавено во Фокус. Не во Фокус, него во Булевар Комановски, во оној сведок. На другите не сакаа да го објават. Од тука бев. Не, во Фокус се извинувам. Се сретавме со Диневски после тоа. Во Фокус е објавено 99-та година. И после изборите 96-та година требаше да се деградира Љубиша до крај. Местенка на КСИО и оди кај него Диневски во станот со присушен апарат да го испровоцира да каже некои работи кои ќе бидат употребени против него. Но не успева. Мислам дека Љубиша сам ли му призна на Љубиша или Љубиша го открива, сега не ми Така нешто беше Така. фатен, сега Да. дали е признание или не знам. Баш после излегувањето на Фокус во Скопје се сретавме јас и Диневски во трговски центар. Алал да ти ја објавата, точно е се од
од збор до збор, ме пратија така и така, и ми објасни каков апарат бил, и ми даде негов телефон од дома, да му се јавам кога сакам, за да... И сега тој кога зборува за ова рехабилитација на жртвите на диктаторскиот режим на Груевски, зборува за себе си. Да. Тој беше во затвор или беше обвинет? Не, мислам дека беше затвор за аферата Шпиун. За таа афера, јас не ја знам вината на Диневски, не можам да зборам за тоа. Но знам за еден човек, учесник во таа афера, тоа е оној Ване Цветанов. И да не зборам сега многу, сум пишувал текст за тоа уште на времето, имам непобитни докази дека Ване беше пратен од службата во САД, доден тука во Америка, во Америка, за да ме намести во една игра да бидам дел од аферата Шпион. Да ми ги даде материјалите кои наводно ги изнел од агенцијата за перење пари и службата немаше трпение да чека, бидејќи јас тогаш бев зафатен малце повеќе со работа и не може да отидам толку брзо кај Ванета и одеднаш Ване се врати во Македонија. Кога ги имаше потерница? Имаше, го имам номинарскиот текстот во кој вестник е објавено. Ване се врати во Македонија и никому ништо. Да. И сега, повторно, ги зборуваме овие работи затоа што овој човек тврди дека врз него, дека тој бил жртва на диктаторски режим и не знам што. Човеков... Може би, не знаеме, Шпион не го знаеме и не можам, не сакам да навлегувам подлабоко, бидејќи јас за работи кои немам докази, едноставно јас, затоа реков за Ванета можам да тврда. Да. Но за другите во Шпион... Да. Уште една канонада тука следува и потоа ќе направиме некој заклучок. Тоа се жртвите на лустрацијата. Точно е дека има во тие 200 некои што треба да бидат лустрирани, исто така е точно дека има огромен број кои што беа тенденциозно лустрирани, меѓу кои господин Милчи. Сите документи се објавени на интернет. Вториот аспект на рехабилитација на жртвите е жртвите кои што беа жртви на монтираните политички процеси кои што хунтата на Никола Груевски, во чие бевте и вие градевте кариера на тоа, ги спроведе во текот од 2008 година, од 2007 почна, а својот зенит го достигна во 2013-2014 година. Јас ќе се воздржам од реплика, господин Диневски, дозволи, тоа што ви разбирам. Таков закон. Ние само баравме обнова на постапките. Ние не тврдиме однапред дека сме жртви. Него бараме фер и правилно судење кое ние го немавме. Таков закон беше предложен 2017, но Социјалдемократскиот сојуз поради внатрешни отпори не го донесе. А ви го вети. Другарство, па раскинати другарства. Ама тие добија шанса, барем беа судени. Ние не добивме шанса да бидеме судени. Да. Тоа е најголемата местенка. Некого да го прогонуваш и да го прогласуваш за виновен, а да му дадеш шанса да поканеш против него кривична пријава и да суд да докаже дали да се судот да докаже за вина или невиност. Да. Сега. Илјадници такви има во Македонија кои не добие шанса. Да, има илјадници што добиле ова, добиле досие, добиле прогон, добиле репресивни мерки од некакви си тајни организации, на конспиративен начин, биле жртви на заговори и интриги. Гонети според закони кои што не биле објавени во јавноста, интерни правилници на службата кои што биле само за внатрешна употреба, додека процесов на лустрација беше транспарентен, очигледен, се знаеше по кој закон се работи, комисијата имаше собраниски надзор, имаше се и се што. Значи, мислам дека тука е редно да ја заклучиме. Само што нешто ќе да дадеме некои заклучоци, меѓутоа анализата веќе со тоа сме готови. Да завршиме со анализата. Да. Повели. Па, само би кратко. Што
ќе донесе лустрацијата. Што донела лустрацијата во земите кои спроведува лустрација? Чешка, Полска, Балтичките држави. Вика, лустрацијата носи прво економски напредок. Бидејќи лустрацијата ја засилува демократијата. Лустрацијата смалува корупцијата и криминалот. Ја засилува довербата на граѓаните во институциите, особено во судството. Бидејќи, кога тој процес на лустрација ќе се води во јавни судски постапки, граѓаните ја гледаат правдата, ја чувствуваат, се отвараат темните петна на системот кој бил до тогашна власт. Преку лустрацијата се отвара каде е изворот на корупцијата, каде е изворот на криминалот, на криминалната приватизација. И сите овие кои се против лустрација се плашат од тоа. Тоа е стравот. Бидејќи Значи, сега Македонија е поробена од турско. Да не одиме поназад во времето. Од турско, па српско, па бугарско, па пак српско, па пак бугарско, па комунистичко и еве сега. Значи, да кажеме дека наводно 91-а, не, да скокнеме, да го прескокнеме и тоа. Искуството на македонскиот народ од турско па до денес е државата да биде негов противник. да, Историското ВМРО е најјасната манифестација на односот на македонецот кон државата. Тоа е апсолутно противнички, точно. антагонистички однос. Точно. Државата не го сака него, тој не ја сака државата. Да. Едни државата сака да го експлоатира, овој сака да ја отстрани државата за да се ослободи себе си. Во моменти кога, значи, тој период од 30 на години на историското ВМРО кога било ефективно и кога било оружена организација, тогаш имаме некој си период на паритет помеѓу народот и државата. Да. Баш тогаш не можела толку државата да биде злочиничка. Меѓутоа, во периодите кога македонскиот народ се наоѓа без пушка, а тоа е, речи си, колку испаѓа 99% од времето, тој е едноставно изложен на секакви репресии и на тортури и единственото што му преостанува нему е под мишка да ја пцуе државата и да ја колне. Меѓутоа да нема никаков друг, да нема никаква друга реперкусија. И сега, значи, она што го зборуваш ти, што би лустрацијата можела кој е потенцијалот на лустрацијата? Значи, ти зборуваш за еден комплетен преврат на односот на македонец кон државата. Од антагонистички во еден симбиозен однос. Значи, од однос каде што народот има апсолутна недоверба во државата, добија доверба во државата, да ја засека државата. Да свати дека власта, тој е народот, власта му е слуга на народот. Да. Она што тука го имаме на запад. Да. И затоа велам, лустрацијата е основ Македонија да стане држава. Се додека не се спроведе лустрација. Лустрација до денот на стапувањето на законот во сила. Да. Никако 2002, 2006, 2016, не. До денот кога стапува на сила лустрацијата и тој ден ќе се отворат повторно досиејата. Секој ќе има пристап до досиејата, си го земи да види што и како е. И така, сега се правам некој текст, ќе направим и емисија, се надевам, за тоа, за овие повици за обединување. Па, и тој текст, и таа емисија ќе треба да ја направим што побрзо. Да. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека овие 8-9 продолженија беа поучни.
како што реков, имаме уште една или две емисии со кои што илустрацијата би требало да ја заокружиме и после тоа ќе се посветиме на изготвување на една книга која што повторно ќе биде издадена во PDF формат. Книга која што ќе биде одговор на овие изданија на Владе Милчин, на неговата багра, во која што ќе разработиме потребата од илустрацијата од позитивна страна. До гледање. Ви благодариме на вниманието и до следниот пат до гледање. И јас ви благодарам што не трпите.